Кризата е зголеми потрошувачката и 710 милиони евра сега се приходите од продажбата на најголемите 8 ланци супермаркети во Македонија во 2021 година. Нивната продажба лани во споредба со 2020-та е зголемена за 4%, односно за 28 милиони евра. Суверен на врвот по приходи во продажба останува КАМ. Најпрофитабилен и понатамо е Верополус, а најголем прогрес во оваа остра конкуренција има Кипермаркет, кој успеа да ги зголеми приходите на 37% според најголемиот конкурент Стокомак, кој книжи раст од 20%, покажуваат официјалните податоци на Централниот регистер. На листата на најголеми малопродажни ланци минатата година нема промени во структурата на компаниите, но има во рангирањето. Од достапните податоци е очигледно дека најголемите малопродажни компании, односно ланци супермаркети, го зголемуваат учеството во вкупната малопродажба на стоки за широка потрошувачка на национално ниво. Неофицијалните параметри укажуваат дека големите ланци маркети продолжуваат да го зголемуваат своето учество во вкупната продажба на мало, на сметка на помалите ланци маркети и локални продавници. Според податоците на Централниот регистер, прометот и профитот кој овие компании го оствариле лани е следниот. КАМ 187,5 милиони евра приход и 5,1 милион евра профит. Тинекс 102,6 милиони евра приход и 2,6 милиони евра профит. Кипермаркет 100 милиони евра приход и 4,8 милиони евра профит. Стокомак 94,5 милиони евра приход и 3,6 милиони евра профит. Веро 86,7 милиони евра приход и 10,3 милиони евра профит. Китго 67,5 милиони евра приход и 2,2 милиони евра профит. Жито 58,4 милиони евра приход и 1,1 милион евра профит. Рамстор Македонија 53,4 милиони евра приход и 1,4 милиони евра профит. Овој приказ е речиси идентичен со минатогодишниот, но промени има во друга насока. Имено Китго од неодамна е во раце на компанијата Viva Fresh, која очекува зголемување на приходите во исто така конкурентска војна. Ова особено се однесува на поголемото присуство на Кипер, кој во поширокиот регион се појави и во Штип со 2 и во Радовиш со 1 нов маркет. Идентично е и со Стокомак, кој има завидно ниво на зголемување на приходите од 20%. Според економистите, главна причина за зголемениот приход е инфлацијата и тоа е тренд кој ќе продолжи. Во однос на зголемените профити според нив, тоа покажува дека владата има се уште простор да интервенира во полза на граѓаните и некои цени да ги стави под контрола.